Пратеници со одземен имунитет обвинети за тешки кривични дела, осомничен и поранешен председател на собранието. Како законодавниот дом доби ваков имидж? Разговор со Тито Петковски, поранешен председател на собранието. Отворено студио во 19 часот и 25 минути. Гостин во Централниот дневник во 20 часот. Лирим Дулови. Денеска во Ексклузив ќе гледате. Екипата на Ексклузив во живо од погребот на балканскиот крал на музиката Шабан Шаулич во Белград. Тој е најчитаниот автор во Македонија, а се потпишува и на текстот на евровизиската песна на Тамара Тодевска. Интервју со писателот Коста Петров. Поп дивата Калиопи остана без куќа. Ние ви ги откриваме причините. Гледате Ексклузив денеска во 18 часот и 15 минути на 1 ТВ. Не го пропуштајте најновото издание на Недела во 3, во кое прекрасната Дунавка Трифуновска и мултиталентираниот Васил Гарванлиев ќе зборуваат на темата што тежи повеќе, машкото его или женската суета. До тогаш, ве оставаме да погодувате кој ќе биде третиот гостин во Недела во 3. Секој успех заслужува внимание, а секој пораз критика. Дебати, анализи, интервјуа, сите најважни спортски случувања како од домашната, така и од меѓународната спортска сцена. Што остави длабок печат, а што допрва не очекува. За најверната публика и недобрите типувачи следуваат награди. Спорт 1, вашиот број 1 спортски информатор само на 1 ТВ. Секој петок 21 часот. Се враќаме назад во живо од Студио 1 со колегата Дејан Андроновиќ и секако разговараме за случувањата во светот. Дејан, здраво преценили. Здраво. И поздравам гледачите. Да, она што секако е во фокусот на светските случувања изминативе неколку недели е спорот помеѓу Русија и Америка за оние ракети кои што треба да бидат нуклеарни ракети кои што САД ги има како идеја во Европа, ракети со среден дострел. И од тука почнува проблемот на Русија која што пак се спротивставува на тоа. Две земји се во фокусот, Белорусија и Чешка. Односно првите луѓе на Белорусија и Чешка. Чешка не ги сака тие ракети, вели. Да, Земан изјави Милош, дека така? Да, Милош Земан, председателот на Чешка, изјави дека нема да дозволи разместување на евентуални тие превентивни ракети или како веќе се нарекуваат лансирни системи кои би требале да биде превентива од евентуален некаков напад од исток. А Лукашенко од друга страна му дава подршка на Путин. Белорусија традиционален пријател на И трета земја важна во овој спор, Украина. Точно. Некако коцките се склопуваат, бидејќи пред 2 или 3 дена во ова студио, нели беше токму со вас разговаравме за изјавата на Путин за своето обраќање пред Федералното собрание во Москва, каде што најави дека има нова хиперсонична ракета со која не би требало да некој да се игра, бидејќи ја имаат за не дај Боже да ја употребат доколку Циркон. Да, циркон се вика. Зашто веројатно американците имаат контра ракета да вратат, но што побуди тоа? Побуди неколку работи. Првен, само ги покажа тензиите кои ги има во Европа со разместувањето на оружјето со краток и среден дострел. Долг дострел не е потребен, бидејќи Европа е многу помала и пред се поради она повлекување од оној договор од 1987 година. Почна новата трка во вооружувањето, веројатно политиката на Запад е со трката во вооружување да исцрпи и онака веќе исцрпената Русија од економските санкции кои ги има од целиот свет, од западниот свет, поради состојбата во Украина. Значи, русите развиваат ново оружје, но тоа чини пари, американците веројатно имаат многу повеќе пари, па можат да се играат. Но иде уште една друга работа, а тоа е дека Белорусија се приклучува на Русија. Значи, го заборавивме изминативе години Лукашенко, еден од оние
би рекол, вечни председатели на една држава, Александар Лукашенко, кој е традиционален сојузник на Путин, тој само се надодаде и рече дека и на Белорусија ќе може да се постават тие руски ракети, а Белорусија се граничи со Европа. Ова доаѓа како одговор па на Украина. Украина е прозападна, чиј председател Порошенко вчера во Обединетите нации некако таа изјава во нашите медиуми не помина како вест од свет поради многу случувања, а тоа е што тој одговорницата на Обединетите нации кажа неколку поенти. Првата поента е обвини Русија дека во реонот во Украина, Донбас, има најмалку 500 тенка, нешто што до сега го немаше како информација, значи 500 руски тенкови и над 500 оклопни транспортери и лансерни рампи. Дозволи да те прекинам за кратко, бидејќи знам дека многу поопширно ги следиш случувањата. Дали во тој појас помеѓу Украина и Русија, освен она што ние го читаме низ медиумите, има ли барем во некои анализи снимки? Знаеме дека со сателит денес се гледа се. Чаловски, мораш да Што знаеш... се случува конкретно во тој појас? Мораш да знаеш дека снимките ги имаат сателитски и ови одгоре и ови одгоре. Еве и денеска имаме вест дека има лет на американски авион кој Русија му дозволува нели да ги снима воените. Тоа е моментот со Пентагон дека ќе надлетува. Тоа е моментот, но мора да знаеме исто така и не мора да сме многу нели паметни да можеме да логицираме дека обично се гледаат она што воените структури сакаат да се гледаат. Има подземни, има разноразни попречувачи, технолошки, јас не се разбирам, меѓутоа она што не ќе да се види, веројатно не може да се види. Така да ова е се една парада. Зошто го спомнав ова со Порошенко? Порошенко даде неколку работи. Прво е обвини Русија, повикувајќи ја го НАТО и Соединетите американски држави, помагајте ни бидејќи во реонот на Донбас има руска војска, што не би смело, тоа е украинска територија. Втората поента, барањето беше до Обединетите нации, Русија да го загуби правото на вето како членка на Совет за безбедност кога се расправа за Украина, и третата и најголемата поента што веројатно ќе го отвори повторно проблемот во Европа и во тој дел е барањето и заложбата на Порошенко кој повтори дека сака да влезе во НАТО и во Европската унија. Веднаш по тие изјави кои не се прв пат, но се повторуваат, излезе денеска приказната со Лукашенко. Само да кажам дека географски Украина и Белорусија се граничат. Така да, веднаш Москва како контра на ова на Украина излезе преку Лукашенко. Сега и Земан се покажа со нели Чешка дека нема да дозволи, бидејќи Майк Пенс пред неколку дена на Варшавската и Минхенската конференција побара од Полска, Чешка, Словачка и Унгарија да дозволат разместување на нови лансерни рампи. Тоа се лансерни системи кои за многу брзо, од кога ги имаш, многу брзо може да се постават тие нуклеарни боеви глави и да реагираат. Повторно ќе кажам, Европа е премногу мала и повторно веројатно влегува во една клешта помеѓу двете суперсили, нешто видено во Да, Андоновиќ, кога сме кај тоа, ја начавме тема, меѓутоа што ќе значи дека Пентагон ќе надлетува Русија, односно како што соопштуваат всушност од Пентагон дека летот ќе бил извршен за да се проценеле руските воени активности. Да, тоа е една пракса востановена од 2002 година. Тој договор Отворено небо. Отворено небо кој е направен во време кога Вашингтон и Москва беа у поголема љубов, зборам политичка, а сега би било глупаво тоа да се политички би било несмасно сега тоа да се прекине. Но мене ми се чини дека тоа има две поенти. Првата поента е дека ние еве соработуваме и втората поента е дека русите можеби ќе покажат нешто малце па да ги загрижат американците кога ќе видат нешто како случајно. Но верувам дека главните војни капацитети со тој авион нема да бидат снимени, особено што во тој авион и во тој проект Отворено небо седат и членови на рускиот генералштаб, така да веројатно се е тоа однапред изражирано, тие ќе поминат, ќе видат, разузнавачките служби подоцна ќе направат анализа каде што ќе видат дека русите не излажа 50% или 70%. Значи фактички само сценарио кој што треба да помина. Кој датира според мене од пред неколку години кога се уште имаше некоја надеж. Пак ќе кажам, тензиите меѓу Русија и Западот се големи, од ден на ден се поголеми, многу поголеми него во време на студената војна, и ми се чини дека сега за разлика од студената војна почнуваат земјите полека да го фаќаат, да ја фаќаат страната. Повторно западните земји се со Европа, со Соединетите американски држави, но еве не изненадува Чешка се противи, како се вика, традиционално Унгарија, а тоа се стратешки држави за евентуално
одбрана од истокот. За отворање на уште една тема од светот, ќе бидеме малце пократки, меѓутоа да не ни помине и таа незабележана. Во Венецуела се случува подолго време една криза. Прашањето ми е, се работи за една хуманитарна помош која што треба по дефолт да биде добредојдена во било која држава. Хуманитарна помош која што Мадуро пред неговиот опозиционер Гуаидо ја нарекува провокација. За таа намена ја затвора границата со Бразил, каде што се собира таа Колумбија е последна информација дека границата дека и со Колумбија ја затвора. Зошто би се сметало тоа како провокација? Па поради две работи. Првата за да се прикаже дека Венецуела е во криза, а тој вели дека не постои. Еве западњаците ни помогнаа да не бе они ќе умревме од глад, овака просто речено, но има и уште еден податок, а тоа е дека преку таа хуманитарна помош може да влезе оружје и останати останати работи за потребите на фронтот кој е внатре во Венецуела се уште актуелно пред сајтот Иако за тоа стојат и Обединетите нации и Црвениот крст. Па стојат и Обединетите нации и Црвениот крст, но прашањето на Мадуро е зошто па Русија да не може да прати. И русите се понудија. Значи, утре треба да биде искрцана западната помош, Мадуро вели нас не ни треба западната помош, ние сакаме Русија да ни прати. Русија вети дека ќе прати и сега наместо да ги земат двете помоши, они сега ќе Значи фактички се политизира, дојдовме до степен во светските случувања да се политизира. Секогаш после војна било да не бе американците да, меѓутоа некако се добива впечаток бар во ова модерно време дека дипломатијата така добро во ред. Доровиш ти благодариме сега. Во понеделник ќе го доправиме. Ќе знаеме кој поише потрошил за хуманитарна помош. Така, да, почитувани, го заокружуваме овој блог заедно со колегата Чалски и нашиот гостин Редовен Андоновиќ. Останете со 1TV, за кратко следуваат вестите и колешката Елена Джугуманова со нас се гледате со нова тема и нов соговорник во 17 часот.